Meteo Велес, 16. juli 2021 godina, nešto posle 14 časot. Gore, što bi rekao, nad Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, istinska prava ludnica od vremenskата состојба. Evo može da vidim poubavo, da pogledneme crvena boja puha Kragujevac, Kruševo, Niš prema Vranje, delovi od Kosovo, Bosna i Hercegovina, puka crvena boja k'aj Novi Sad, Subotica, potom Čačak, Loznica, Užice, to znači дека силно невреме ќе има и се уште ќе има во текот на вечерните часови во делови од Србија. Тој дел периферно ќе зафати во вечерните и нешто тосните попладнени часови и во нашава држава и во Македонија ќе зафати. Тоа ќе биде значи некаде во северните, северозападните и нешто североисточните делови од државава. Ајде малку сега да зумирам. Еве, значи Шарпланинскиот дел, потоа ќе го зафати и Скопскиот регион, Кумановскиот регион, нешто Кичевско, Приливско можно е да има нестабилност. Понестабилно време во приквечерието и вечерните часови. Во Скопскиот регион и поширокиот Скопски регион, дури и во самиот град Скопје. Можно е за кратко време да има кратка нестабилност, појава на засилен ветер и кратки поројни врнежи од дожд. Можно е и појава на град. Ова може да се случува во подоцните попладневни и вечерни часови во Скопскиот регион и поширокиот Скопски регион. Ева малку ќе зумирам, значи Волково, Рачиново, Драчево, Сарај, Теарце, Жировница, потоа надоле према Велешкиот регион, према Кумановскиот регион, па потоа према Ѓуриште, према Свети Николе. Еве гледате дека тоа постепено се наближува и према Велешкиот регион, западно од Велешкиот регион повеќе би биле застапени оние делови од Нежилово, Попрадиште, Мелница, Белица, делови кои што гравитираат према Солунска глава, нешто и према Чашка, доке езеро Младост би дошло некаде, Надотовица, пак ќе се сврти према исток. Ето тоа е такво ќе биде времето во текот на достите попладневни часови и вечерни часови во Македонија. Кривополанечкиот регион, нешто Кочанскиот регион, Македонски Брод, Делчевскиот регион можно е да биде застапено со кратка нестабилност, можно за кратко време да има и појава на град. Да кажем дека изненадно може да се појави и силен ветер. Ево ова што се одесува за вечерниве часови. Какво време не очекува во текот на утрешниот ден? Ќе се потрудам малку да бидам побрз. Еве, значи, утрешниот ден, сабота, северните, северозападните, западните делови, југозападните делови, значи ќе има на повеќе места. Еве, има Скопскиот, Кумановскиот, Тетовскиот, Кичевскиот, Охридскиот регион, поизразено нестабилно време, исто така се очекува Јужно-Скопскиот регион и во Велешкиот регион се очекува да има локални врнежи. Може би и кратка нестабилност, меѓутоа ќе видиме што ќе се случува. Тоа е значи за сабота, тоа може да се случува и во пораните утрески часови и предпладневни часови во сабота и во текот на денот сабота. Значи тоа се однесува за сабота. Гледаме значи каде ќе има понестабилно време. Во сабота ќе биде заштитен само југоисточниот дел од државава. Значи ќе биде заштитен југоисточниот дел од државава, заштитен во смисла повеќе кај сонце ќе оди. Нестабилно. Реков уште еднаш изненадно може да има силен засилен ветер. На брзината може да достигнеме над 80-90 км. Ќе речеме од каде најане се исполнови дожд. Нестабилно време се очекува и во другите делови од држава. Одиме сега за недела. Еве недела, гледаме дека на југоистокот и нешто понеделник би имало и на југоистокот врнежи, Струмичко, Кавадаречко, Гевгелиско, Велешкиот регион. Значи ќе има нестабилност. Потоа западно од Велешкиот регион, тој регион веќе е навикнат
на нестабилно време и се знае каде има шуми, таму ќе има и нестабилност и невреме. Грмотевици, Тетовско, Скопско, Кичевско, ова е за недела што го кажам, Прилепскиот регион, Битолскиот регион, Кумановско, Кичевско, доста црвена боја веќе има во западниот дел од државава, во недела Кичевскиот регион, Битолскиот, Охридскиот и сабота може да се случи исто така изразено нестабилно време во овие реони. Кумановскиот нема да биде поштеден и Скопскиот регион ќе има нестабилност. Во Велес можно да има нестабилност, но претежно помеѓу Скопје и Велешкиот регион и западно и јужно од Скопскиот регион. Нестабилност Кочанско, Виничко, Беровско, Кривопаланечко, Штипскиот регион, Струмичкиот регион. Ова веќе се префрламе кон понеделник. Во понеделник исто така нестабилно Штипско, Велешко, поише на дожд може би ќе биде тога, меѓутоа нема да има кој знае колку дожд, но вкупната количина, ако ја земеме да ја собереме од вечерва, од попладневните часови, па некаде до раните утрински часови во вторник, купната количина на дожд би достигнала некаде помеѓу 40, 50, па и 60 литри на метар квадратен. Вкупната, значи, наталоженост на метар квадратен воден талок. Вакво време се очекува некаде до кај вторник. Гледаме дека ќе има доста изразено нестабилно време и во понеделник. Така да не можеме точно да прецизираме дека во недела ќе има силно невреме или во понеделник или во сабота. Значи овие 2-3 дена очекувате да има изразено нестабилно време на повеќе места во државава. Со исклучок на југоистокот, меѓутоа и таму ќе има во недела и понеделник можно е нестабилност. И реков, за кратко време можно е да наврне големо количество на дожд. И потоа ќе речете каде отиде ова невреме наеднаш. Ќе има и сончеви предпладневни периоди, а исто така се очекува и на моменти силен ветер. Одеднаш да се појави. Значи такво време од попладневни вечерни часови петок, па некаде до вторник и среда. Веќе од среда постепено стабилизирање на времето и нормално покачување на температурите. Меѓутоа не се очекуваат некои многу високи температури. Барем до крајот на работната недела, дуки и идниот петок. Понатаму ќе видиме да сме здрави и живи. Толку од Метео Велес ви благодарам на внимание. Метео Велес.